Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на подкастот Митови и факти. Денеска тука со мене е Синиша Пеќевски, познато лице од ТВ екраните, познат аналитичар кој секогаш барем се труди објективно да ги согледува состојбите. Добар ден, Синиша. Добар ден, Срđan. Фала што ме викна прв пат гостувам на подкаст. Баш ме интересира како ќе изгледа се тоа. Па што надам дека добро ќе изгледа се. Ќе видиме на крај резултатот ќе кажа, на крај ти подобро се држиш од мене, вака ли ми е подобро. Публиката, да. Помалку јадам. На публиката е строга многу секогаш, не пропушта да каже доколку нешто сгрешиме, доколку нешто лошо соопштиме. И тоа е добро. Апсолутно, да. Синиша, тебе многу често сме те викале, сме ти се јавувале да ни коментираш разни политики, во разни времиња, во разни контексти и така натака, но во последниот период ти се посвети на просветарската работа. Или научната работа. Научна, повеќе научна, да. Да. Каде си сега? Па моментално на последна година на докторски студии во Љубљана, каде што истовремено и сум асистент на факултет по два предмети. Едното е интеркултурна комуникација, второто е креативност и иновации на факултетот за упорабне дружбени студии ФУДШ во Словенија и можем да кажем дека решив малце друг пат да фатам, или пак да го искомбинирам, ќе видиме са како ќе излезе тоа на крајот кога ќе докторирам, комбинација на академија плюс академски живот плюс бизнес живот. Академски живот плюс бизнес живот, тој вака звучи многу добро. Звучи многу од страна ветувачки. Звучи многу добро, ама луѓето многу често се случува да луѓето имаат погрешна или различна перцепција. Супер, докторски, лелек, идеш учиш и тоа е као, не знам, идеш купуваш кафе. У суштина тоа е долготраен процес. И резултат со овие научари сега што ги имам. Добро, ја не докторирав, но сам научари. Да, јас од кога почнав да студирам повторно и кога почнав многу повеќе да читам и да барам материјали и податоци поврзани со различни написи, артикли, не артикли, туку са на англиски, бидејќи студирам на англиски, малце ми е потешко. Добро, кажи на англиски. Стати, научни трудови и сконтав дека ми требаат научари. И тоа е данокот на првиот данок, вториот данок се финансиските ресурси кои мора да ги инвестираш, не ги потрошиш и кои не се мали за да стигнеш до ние па мислиме кога ќе тие човек на запад пун пари се враќа. Да, пун пари, да. Погрешна перцепција, во суштина многу голема инвестиција е целиот тој процес. Прво од финансиски аспект, второ од посветеност, трето си надвор каде што во исто време и мора да работиш и да студираш ако сакаш нешто да направиш. Значи не е лесно. Па предизвикувачки, лесно не е, поготово затоа што си надвор. Да е тука е полесно, бидејќи ги познаеш луѓето, ја познаеш ситуацијата, полесно можеш да комуницираш, било каков предизвик да се деси или проблем, многу лесно можеш да го надминеш. Таму си сам. Што е сега, имаш прилика, живееш во Словенија, земја која потекнува од истата поранешна заедничка држава, која беше Македонија, приближно слична територија по големина, приближно и изброј на луѓе живеат во Словенија. Па мислам дека е помала. Може помала, да. Да, помала. Добри, Македонија се смалува ден во ден, така да сега тоа може би не е толку битно. Мислам дека Македонија нема повеќе од 1,7-1,8 милиони жители. Може би и под. А Словенија? Па не можам сега реално домицилно население, верувам дека е тука негде 1,5-1,6, но има голем број на странци. Што студенти, што работници, што доктори на науки. Јас сум моментално, ќе видиме дали ќе останам тамо, но во секој случај има многу голем број на би ги кажал и економски емигранти, но и академски емигранти.
Да, има голем број на студенти, особено од Македонија има голем. И од Македонија, не само од Македонија. Што е сега тоа толку подобро во словенечкиот образовен систем? Тие најдо нешто ново или го задржаа старото? Па поразличен во насока, многу понасочен кон привлекување. Они имаат генерално не само образованието, туку стилот, тоест начинот како да привлечат млади луѓе. Значи, преку бесплатно образование, кое не е бесплатно, во суштина кој ќе видиш, привлекуваш голем број на кадри, и кои согласно потребите на пазарот ти ги абсорбираш оние кои ти требаат, оние кои не ти требаат, заминуваат бидејќи не може да се снајдат. Што кажува тоа бесплатно? Студирањето е бесплатно, но не е бесплатно живеењето, трошоците кои ги имаш таму. Добиваш некаква поддршка, не е финансиска, но поддршка во исхрана, они ги викаат студентски бонови или студентски бонови, каде што имаш одреден број на студентски бонови, каде што можеш да јадеш во одреден број на објекти и тоа е поддршка, ама пак станувањето или живеењето таму чини. Јадење, пиење, дополнителна храна, излегување чини. И сето тоа ги привлекува младите да бидат таму. Многу е сигурно, многу е чисто, многу е средено, зошто да не? За разлика од кај нас. Толку ли е подобра наставната програма таму? Па наставната програма е се во зависност, се можам да зборам за мојот факултет. Имаме добра наставна програма. Вие гледате, по мене гледаваат шанса на студенти. Иако јас малку сум повозрасен, па имам и огромно искуство во делот на предприемништво, стартап, комуникации и можам да го пренасочам и кога предавам им презентирам позитивни примери од пракса. Одлично што е позитивни и што е негативни. Како суштина, бидејќи стартап бизнисот и бизнисот го познавам многу добро и можам, меѓу другото, и на тоа да ќе докторирам, така да можам да им пренесам одредени работи кои се реални, практични, а не се од книга. Што верувам дека недостасува на нив, а од друга страна, во Македонија гледате кои се докторира, на какви се позиции. Се докторира науки имаме, ние многу јаки кадри. Доктори завршуваат тука, не знам на каков начин. Гледате, имаме еден поранешен вице-премиер, мислам дека беше вице-премиер, исто доктор на науки, факултетски образован, кој побегна од државата. Не е ни единствен. Па не е ни единствен. Тој изгледа со докторската титула иде пекањето. Па да е. Со докторската најдобро се покажува дека учените си одат од Македонија. Значи, има бенефити, бидејќи си еден од највисоките рангови во интелектот, но доаѓаат и обврски. Не можеш само да ги земеш обврските правата, а да ги немаш обврски. Кога веќе си доктор, премиер, доктор на науки, професор на факултет. Мислам дека не беше професор на доктор. Беше на Американ колеж, беше Ковачевски. Професор, доктор, па едно време вика и на Харвард бил, испадна не бил на Харвард. Ама ова какао се вика, па не видовме нешто претерано, нешто, некакви подобрувања. Значи не е само во докторството. Па не, ние го забораваме, мислиме дека ако докторираме, да, сме направили нешто во нашиот живот, но со тоа идат и обврски. Сега ние доктор на науки, да, и сегашниот премиер ние доктор на науки професор, да. Да, идат и обврски со тоа. Значи начинот на делување треба да биде поразличен од тоа што го прават. На жалост, нашите примери се такви какви што се. Јас она што го гледам, поготово од моите примери бев и на Study Research во Литванија, она што може, толку многу отворени се професорите, поготово оние што имаат најмногу искуство, се екстремно отворени за соработка. Значи, можам да ти кажам пример во, бидејќи темата ми е поврзана со стартап, и разноразни програми за поддршка на стартап систем, и дел од истражувањето ми е поврзано со разговор, интервјуа со лица кои се од дел од стартап заедницата. Значи, од прва ми прифатија да разговараат, да имаат интервју со директорот на стартап Литванија, со директорот на стартап Латвија, директорот со стартап Естонија, со директорот на e-Residence Естонија. Тоа се владини тела, ама тоа се високо позиционирани од најмокните тела и најбитните тела во и тие немаат проблем да ви ги споделат документите, разговорот, податоци, значи разговорот
Прво што ме праша што ви е темата, би ја кажувам темата, супер, ми треба, кога ќе завршите, би сакала да го добиеме истражувањето, да видиме како се тоа изгледа. За разлика од Македонија, еве и делом на Србија, побарав пример, имам конкретен, побарав еден министер поранешен од Македонија да ми биде дел од истражувањето. Вика, имам за тебе 15 минути. Супер. Ја викам, добро, ти благодарам. Не фал, не мора. Океј, како да ти кажам, поранешен министер, со добар бекграунд, иако и контраверзен од друга страна, но мислев дека има одредено знаење и ќе сака на академската заедница. Не, тотално. Нити ме праша што ти е темата, супер, бидејќи по мене, стартап е иднината на Македонија. Само стартап, подршка на стартап. Бидејќи видовме се тоа, дека апсолутно нема никаква корелација и немаме никакви други можности да се придвижиме напред, освен во подршка на стартап. Да не разговараме за туризам. Објасниме се, што е стартап? Значи, фирма од нова. Па да, ама не е фирма од нова, иновативна фирма. Најчесто основана од млади луѓе и продукт што му фали или продукт или услуга што му фали на пазарот. Ако збориме за пазар, не пазар Македонија и Србија и Албанија, туку глобален пазар. Значи, кои размислуваат во милиарди евра или стотици милиони евра, не размислуваат во илјадници евра. И поддршката, бидејќи не е дека Македонија нема паметни луѓе, не е дека нема креативни луѓе. Има, но целта е само да се поддржи тој сектор и да не биде како до сега оставен на маргините. Тура ке нас за иновации важеа, нели, како беше имаше нешто тренирање на магариња, па не беше тоа. Тоа е поддршка од разноразни програми. Па имаше некои програми, не знам, теретани се представува како иновативни, креативни бизниси. Улогата на владата, колку е заинтересирана во моментов за поддршка на тој систем, е тоа што ќе го укине Фондот за иновации и технолошки развој. А ветија некои други пари. И ќе го интегрира во друга институција. Значи, портфолиот 10-12 години, каде што сериозни партнери, Европска унија, САД, Швајцарска агенција за поддршка на развој и слично, да, имало голем број на коруптивни скандали, имало голем број на негативна селекција и слично, се сложува, но тоа треба да се процесуира, тие да луѓе што сгрешиле или согрешиле закона да се сносат одговорности, и тоа е тоа. Апсолутно. Па ние имаме министри, председатели, премиери кои се огрешиле, па што значи тоа, дека треба да укинеме државата? Апсолутно. Може би рекол детски болести кои требаше да ги поминеме, но ние се одлучуваме, по мене некомпетентни луѓе се поставуваат на високи позиции и тоа е тоа. Дечкото што работи, дечкото е, бидејќи е млад, сосема супер позитивен пристап има Фондот за иновации. Не знам зашто не му дадоа шанса да покаже што може. Тотално погрешна одлука. Веројатно од некој што не разбира. Тоа е таа негативна селекција во Македонија, нажалост. Значи, треба да има според тебе фонд за иновации. Апсолутно, и буџетот треба да биде да се мери у 50, 60, 100 милиони евра, не 2, 3, 5 милиони. Тоа е апсолутно ништо. Добро, ајде, мал сум резервиран по ова прашање, ама ќе... Па еве, видете го... Ќе дозволам така да остане. Сега баш разговарав со еден професор од Хрватска, можам да кажам, Божо Скоко. Добро, сега ти ги кажеш, нели, примерите од странство успешни. Ке нас нема еден успешен пример. Еве, Божо Скоко е одличен професор од Хрватска и еден од врвните доктори на науки, вклучително и професор на факултет, и разговаравме за тема за стартап. Ми вели, Хрватска не го следеше примерот во почеток, но примерот со Мате Римац, кој сега е глобален пример за успешен пример, и во Дубај, кога се презентираше Хрватска на Експо, се презентираше, една на нивниот штанд беше Невера, продуктот на Римац. Сега во Осака повторно е се презентира се. Значи, не е само туризмот како гранка, туку сваќаат дека треба да има нешто. И сега најголемиот центар за гейминг индустри во западна, да кажем, хемисфера се гради во Новска, во Хрватска.
И тоа општината, самата општина инвестира огромни средства преку доделување земјишта, грантови и слично, се вклучува и хрватската држава, но доаѓаат и странски партнери. И сето тоа ќе биде Space Shuttle, што би рекол јас. Ние што правиме? Го укинуваме единствениот кој може да ги подржи тој систем. И сега, зашто разговарам? Па Хрватска не е од иста држава произлеговме. Од целото тоа подржување на млади талентирани кои спадна на крај дека се ботови на социјалните мрежи, никаков римац не излезе, никаква гейминг индустрија, никаква апликација, ништо. Види сега, со 100 и со 200.000 евра, 12 години. Значи 100 и 200.000 евра, тоа се максималните грантови, што можеш да очекуваш? Значи, Ама чекај, ако имаш добра идеја, па и не треба премногу пари за и Google е во гаража почнат сега. Види сега, Google, значи ако го следиме, ќе видиш колкави се инвеститорите. Значи првата нарачка на Google, на Google, првата нарачка на они на Apple уствари. Се сгрешив. И тоа е во гараж. Да, и тоа е во гараж, ама не е баш така. Значи он колку пари од почеток собра. Инвеститори убедил луѓе дека треба да инвестираат. Да, дали доаѓа Майк Маркјула, па дали одиме ние во тој правец? Значи не одиме. Сега имаме, значи во Финска, бидејќи разговарав и со фински компании, истото се случи. Значи само што ќе те намирисаат дека имаш добра идеја, а веднаш, а тука е процесот као негативна селекција. Пак ќе кажам, не се стимулираат и потребни се пари, апсолутно, за тоа е стартап. Они имаат луѓето имаат супер идеја, но таа идеја треба да се изфинансира. 8 од 10 или 9 од 10 стартапи пропаѓаат, но тоа не значи дека тој еден што ќе успее може да донесе стотици милиони. Значи само еден. И рачунај сега. Милиарди да донесе, да. Да, еден годишно ние да вадиме како што треба, значи не парите само што ќе се вратат 10 струка, туку 100 струка ќе се вратат. Но ние не ја гледаме таа приказна, инвестираме во патишта во кои 700 милиони чини патот Кичево Охрид и се уште не е направен до сега. И се гради 15 милиони. Добар, сега не може никога да обвините што гради пат автопат, сега тоа сите го 15 години. Па добре, сега малку повеќе време ни треба. Така, или се случува. Па ние обиколницата околу Скопје која е во должина 14 км градевме 14 години веројатно. Тоа ни е темпото. И сакаме да се придвижиме напред, не може. Да. Значи нема одговорност, тука кај нас нема одговорност. Си погрешил, тоа е она што фали кај нас. Океј, си дошол, си кажал ќе биде за една година, океј, за една не ме интересира. Може да се продолжи за 3 месеци, за 4 месеци, ама не може да се продолжи 14 пати повеќе. Значи не е пат тоа дека треба да изградиш ти вселенска станица на Марс. Па и ти имаат некој рок на трајање вселенските станици. И тие ги прават. Нема одговорност. Да, нема одговорност. Сега, ај некако природно ми влезе прашањето кое што единственото прашање за кое се подготвував да го поставам пред ова наше седнување тука, беше дека таму некаде пред парламентарните избори, значи веќе има една година од нашето последно гледање во ова студио, на друга маса. Тука некаде сме. Така некаде, да. Ти прогнозираш нели онаква голема, огромна, блескава победа на ВМРО ДПМН, тоа го погоди, но велиш и нешто многу интересно. Не го погодив. Предвиде. Тоа е анализа. Значи, генерално, анализата се прави на факти и на бројки. Генерално можеш да промашиш во анализата малце, ама ако ја правиш објективно, согласно добри податоци, не можеш да промашиш. Кај нас викат, ја погоди. Не ја погоди. Се подготвил и си направил реална анализа. Промашив само за 3 пратеника. Добро, значи ти речи 61, еден испадна 58. Мислам, меѓу време дека може да ги купат многу лесно 65 да дојдат без проблем. Но тоа е, нели, не е тема сега. Но тука, нели, кога го велиш тоа, сега нема да те цитирам, а ќе те парафразирам, велиш, новата влада, која ќе биде формирана од ВМРО ДПМН, мора веднаш да почне да се справува со проблемите
и да не внимава да го пробие дното. Бидејќи ако го пробиеме дното, тогаш ќе дојдеме во една ситуација од која тешко ќе можеме да се извадиме. И сега прашање е последна година дали ние почнавме да го бушиме дното или владава се справила почнува да се справува со проблемите. Она е што секогаш велев, владата ќе има супер резултати доколку постави вистински личности и додека и постави квалитетни луѓе. Но се покажа во Македонија веќе дека нема квалитетни луѓе и дека сите оние кои веќе генерално се квалитетни се надвор. Или се во некој собствен бизнис, во кој не сака да имат никаква допирна точка со политиката, заради тоа што гледаме на што се сведува. Огромен број на лоши решенија кадровската политика на владата со пари исклучоци е катастрофална. Значи, погледнете министер за образование. Знаеш кој е министер за економија? Имаш некаква... значи се бориме, разговараме дали ќе ги објават маркетите, цените на интернет. Значи, каква небулозно, можем да кажем, дебилна мерка, наместо во некој друг медиум го кажал. Зошто не ги натераат маркетите во рок од 6 месеци 30% од производите во нивните маркети мораат бидат македонско потекло, до една година да бидат 50%. Па стимулирај македонско производство. Значи, да мора странците, да не можат странските компании само да увезуваат во Македонија, тука да мора да продуцираат. Че храна ние порано сме извезувале храна, сега увезуваме храна. Че сега наместо... Многу е намалено производството. Апсолутно. Зошто е тоа намалено? Затоа што цело време се трудиме да го гнетиме, секој да го потиснеме. Не. Ќе направиш пресек и ќе го стимулираш така. 50% мора да биде македонско. Ја секогаш се борам. А не да ги објави на значи, ја не знам кој е тој креативец, веројатно некој нов генијалец. Значи, почнавме да го копаме дното, така? Да, апсолутно. Значи, погледнете на какви позиции ставаат лица. Мислам, ќе кажам доктори на науки, кои то допирна точка немаат со одредена област, кои се контраверзни во досегашната работа, никакви резултати и ги поставуваш на супер позиции, кои треба да донесат огромен бенефит. Мислам, разочаран сум од голем број на министри, да не збориме за директори на јавни предпријатија, го укинуваат фонд за иновации и технолошки рад. Мислам, катастрофална кадровска политика. Катастрофална. Значи, не дека го копаме туку, едноставно, мислам дека и Мицкоски не беше свесен колкав товар презема. Не се свесни и луѓето може би кога влегуваат во политика ги гледаат само бенефитите. Значи, не е целта да влезеш. Многу е битен тој јавен интерес. Ние го гледаме само одредениот партиски интерес. Затоа ни се случуваат еден куп шупа да биде дискотека. Не е само таа. Системот не функционира заради тоа што сето тоа вика па наше, па не. Нема тоа системот. Можам да кажам конкретен пример. Се паркираш погрешно у Словенија, посебно во Љубљана, комшијата доаѓате слика, ја праќа на апликација сликата, тебе ти стига, ја гледа регистрацијата, бидејќи обврзан си да ги оставиш сите податоци, ти стига казна. Дали ја возил син ти, керка ти, внука ти, пријател, не го интересира. Значи, фактички комшијата те пријавува. И тоа е анонимно, затоа што го гледаат јавниот интерес. Кој си ти, ако можат сите се паркираат нормално, кој си ти? И не се апликација од државата која е... Да, државата, значи, ако се збориме за дигитално све. Значи, ова сега читав до првомајските празници, фатиле луѓе возеле 170 на патот Гостивар-Тетово. Значи, нема потреба од полиција. Камера, слика, ја гледа таблицата, стига казна. Поготово за вакви, одземање на возило, доживотна забрана, па дали го возил синот? Одговорност, да. Апсолутно не ме интересира. Ти кој ќе му конфискуваш возило од 50, 60, 100.000 евра? Апсолутно. Го даваш понатаму тоа возило автоматски му, затоа што 3-4 пати над дозволеното, па го загрозува сообраќајот. Треба се направат одредени промени на законодавната
Власт лесно се прават. Ако може за Бехтел Јенка за 3 дена, зошто мислиш дека ова не може да го направат за 3 дена? Можат. Не сакаат, заради тоа што нивните деца, пријатели, роднини, партиски пријатели се дел вклучени во ги прават тие прекршоци. Зашто разговараме ние понатаму? Да, само да спомнеме, ја видело тука како може, нели, донесат лек специјали за Бехтел Јенка во кој се предвидува и зголемување на работната недела до 60 часа. Значи 12 часа неделно без слободен ден, значи како да е 1890 години, како ерата на просветителството ништо да не донела во Македонија. Јас се сложам, окей. Може и ова да го направат за 3 дена, да. Може и така. Окей, тие 8 сата значи секој саат да биде дупла дневница. Добро, ама 12 сата се многу. Значи, види, треба да оставиме, треба да оставиме простор, ако е пазарна економија, ако има луѓе кои се спремни на тоа, зошто да не? Значи, ја не го разбирам ни законот за неработење во недела. Сега е малку Ако можат во прелиберално за мој вкус. Окей, тоа се стави, не може да дебатираме. Значи, ако можат во Литванија да работат маркетите до 11 часот, 23 часот на вечер, 7 дена во неделата, зошто не би можело тоа во Македонија да биде? Сега ние сме нешто попаметни. Дел од нив и работат. Не, ама дел. Не работат сите. Па тоа. Остави му можност, направи го сето тоа, повисоки плати, повисока дневница, двојна, тројна, бенефити, направи модус. Има некој кој сака да заработи тогаш. Со помалце труд, сака да работи во недели, сака да работи навечер, апсолутно овозможимо. А ние не му овозможуваме. Ја стопираме економијата. Зошто? Зашто се залагаме за поголеми работнички права, и тоа е легитимно сега, нели? Ама каде се тука работничките права? Неделите, се почитува слободното време, нели, да се помине повеќе време со семејството и така натаму. И тоа е легитимно. Окей, кога идеш во кафана во недела, сакаш да ручаш некаде? Да. На нив не име. Име како не. Како на докторите во болница не име празник. Има празник. Сега, значи и на нас новинарите вчера имаше празник, па јас работев. Да. Значи целта е да му возможиш, но сето тоа да биде платено. И секако да доброволно, да има систем. Може би некој сака да работи, зошто му го одземаш тоа право? Добро. Ама па 12 сати е премногу. Пак ќе кажам, може некој се чувствува спремен. Друго е работа во смени, друго е 12 часа работа. Во ред, ама пак ќе кажам, може би некој сака. Добро, зошто му го одземаш тоа право? Значи се потпишува апсолутно не сноси одговорност работникот доколку работодавецот, доколку работникот се согласува на сите овие дека 12 часи иде така работа. Значи апсолутно се измислено во светот, велам јас, сега ние ќе измислуваме топли води и ќе градиме нешто на тотално неразвиена држава како што е Македонија. Можеби кога ќе ја направиме држава како што треба, значи прво треба да имаме либерален капитализам, потоа да внесуваме социјална. Ние фазите, ама ние што сме направили? Во светот нормалните држави воведуваат 4 дневна работна недела, ама кај нив се е средено. Стигнале на ниво каде што, а ние се уште се бориме, секој ден читам во медиумите, денеска ќе нема струја оваа општина, денеска ќе нема вода оваа општина, значи зашто разговарам? Да се поправаат. Елементарни секој ден, со години, кукаве таа Македонија, Америка да не е голема, па секој ден по нешто се поправа. Па застарело тоа, па добро. Цевката е скапана, имаше еден ден, нели, пола Скопје немаше вода, тоа беше страшно. Па ја направија сменијат цевката, па сега имаме вода, веројатно до некоја нова хаварија која што ќе се случи. Нема одговорност. Да, нема. Сега, ајде да се вратиме пак и дното. Како ти изгледа се ова сега од перспектива на еден европеец кој е година дена, 2 години е во... Па веќе трета година, често идам и доаѓам, се помалку какво е ова наше окопање во дно, и тоа особено во една ситуација во која како да гледам едни премрежи, како да се менуваат односите на силите во светот, едно, да кажеме, едно прилично проблематично време, едно немирно време. Па не би рекол проблематично, мора би рекол чаленџен, предизвикувачко време, како тоа нас не засега. Дали ќе бил Трамп, дали ќе бил Бајден, дали ќе нас не па не засега ништо, ние на тоа не влијаеме никако. Не влијаеме, нити користиме. Позиционираме во целата ситуација. Многу смотано некако.
Па најлошо. Ние наместо да си го гледаме својот интерес, и треба да си го гледаме како јас многу почитувам претседателот на Србија, го гледа интересот на србите. Кој Александар Вучич? Да, и затоа е толку напаѓан, цело време се обидуваат да му прават сплетки. Обвинуваат за рушење на граѓански слободи, за не знам. Еве како е таа граѓанска и европска слобода, каде што уставно право имаш право на избор. И сега му го забрануваш на некого да оди на парада. Нели е уставно право на избор? Да, за кој збориме? За 9 мај? 9 мај. Како е тоа? Значи, зборуваме... Од Европска комисија кажа дека тие што ќе одат во Москва се противници на демократијата. Како тогаш забрануваш медиуми кои известуваат, ајде да кажам, руски во Европа? Како тоа забрануваш? Па нели е демократско право? Или демократија слушаме... Тоа што нас ни одговара. Да. Значи, порано беше американските. Слушаме што ти зборам, не гледай што права. Значи, искрено да ти кажам, преку глава ми од двојни стандарди во се. Во Романија на Калин Ѓорѓеску му забранија да се кандидира за председател. И сега зашто разговараме? Зошто? Затоа што и него докажа, што е уште пострашно, не докажа. Имал 5000 евра со 5000 евра. Што можеш да направиш со 5000 евра платени на Facebook дека имал антируски, имал руски ставови. Некои милиони евра кај него дома. На крај излегува 5000 евра. Да. И сега зашто разговарам? Ова е истото со Бугарија. Со Бугарија вика, прво вика требаше го промениме името и да ги внесеме бугарите, да ги внесеме бугарите, па се вика тој почеток. Чекај, како е тоа? Зар не постојат македонци во Бугарија? Постојат. Како тоа игнорираат 12 пресуди? Ама нивниот устав бил поинаков. Тоа ти објавување. Не, види, нивниот устав е поинаков. Како тоа? Едно од правилата, поготово и на Советна Европа и на Европската унија, каде што почитување на правата на малцинствата. Тоа за Бугарија не важи за Грција. Па како тоа? Или се Европска унија или не се? Сега ние цело време си го гледаме само сопствениот интерес. Може да, како што го плюкаат Вучич цело време, го плюкаат, го обвинуваат, пробуваат на разноразни преку шарени револуции да го срушат. Мислиш дека е шарена револуција во Србија? Апсолутно. Бев во Белград, нити видов протести, нити видов народот дека е негативен, нити видов... во Ниш имаше голем протест, известно таму. Имаш опозиција која секогаш може да собере X број на луѓе. Колку е? 8 милиони е цела Србија? Од 8 милиони, Белград е само 2,5 милиони. Ќе најдеш 2-30,000 луѓе. Повеќе беа. Ама тоа ги собираат не е само од Ниш, туку тоа ги собираш, знаеме како се прават. Да, имаше други градови. Супер. Имаше ли избори? Имаше. Дали победи ги уништи на избори, условно ги уништи на избори? Мислиш дека и волјата на народот е таа, не можеш да украдеш избори. Не постои начин да украдеш. Освен само во главите на оние кои изгубиле. И да изјава дека некој ги украде. Како ќе украдеш? Еве да украдеш 20-30 гласа, ама тој ќе ги сними, некој ќе го види како тоа. Ајде да не збориме детски работи. Сега тука, се вратим во Македонија, тука народот недвосмислено нели му даде на ВМРО ДПМН поддршка и гледам овие анкетиве сега што ги направија нели во последно време. И за локалните избори недвосмислено ќе биде дадена, да кажеме, истата поддршка, која е многу голема. И ама ти велиш, веќе влеговме во копаме дното. Дали значи ќе се дозакопаме уште повеќе? Или парите, само во таква ситуација може да се што ги се зема од унгарскиот кредит, наместо ги инвестираат во економија, ги инвестираат во ајде кажам условно капитални, опште мислам помини во некое мало место, што ако направиш супер пат, што ако направиш нова школа и така работи. Не се враќаат со патиштата така. Ти треба да направиш систем. Тоа да кажеш, нема да донесе некој село патот, нема да донесе некоја повратна инвестиција. Апсолутно. Јас секогаш велам,
add value или додатна вредност мора да има. Инвестирај во нешто што ќе донесе, па потоа инвестирај во помали работи кои секако се во интерес на државата и рурално. Ама ти можеш да направиш еден куп други мерки да донесеш за да ги стимулираш лицата да се вратат во помалите општини, да живеат тamo, да се вратат на село, да се занимаваат со земјоделство и слично. Земјоделство не е веќе од пред 20-30 години. Земјоделство сега е, како ти кажам, буквално машините се прават за тебе, но само бидејќи изработувам проекти или роботизација таму на големо. Не, тоа веќе е срамота, бидејќи гледам и во Словенија како работат. Значи земјоделецот е кмет, у суштина кметија, земјоделско стопанство е кметија. Па земјоделци се најпочитуваните граѓани на таа држава. Во Словенија. Во Словенија. Сега ние ги деградираме тука и само се бориме за субвенции. Не, треба да им овозможиме на земјоделците да се занимаваат и да му овозможиме преку инвестиции во опрема и во стандарди, поддржи ги да, значи колку ќе произведе, толку да добие субвенции, а не сега се даваат субвенции на земјиште. Нормално тие не се заинтересирани земјиште, бидејќи огромен дел од нив ги злоупотребуваат и веќе тоа како систем. Ти кога ќе наметнеш правила каде што ќе му овозможиш и ќе го види ефектот, тогаш веќе е друго. Со ова потполно се слагам, само би додал кога би ги отвориле широм вратите за влез на високата технологија и поддршка за истата или за имплементација во Македонија, во македонското земјоделство, мислам дека многу би ни тргнало како држава. Апсолутно. Би се поевтинила храната многу. Зашто да бидат најпознати политичарите, да бидат главни, кога може да бидат... немаме ние звезди, ни пејачи, ни музичари, ништо немаме. Земјоделци треба да ни бидат, вредни луѓе треба да ни бидат познати, тие треба да бидат препознатливо лице на Македонија, а не политичарите. Тотално не ме интересира кој е заменик министер, кој ќе влезе во кафана, да речеме да не знам кој е. Туку тој кој ќе влезе најголемиот земјоделец, кој произведува и извезува и носи девизи, тој треба да биде познат. Мене тоа ме интересира. Кај нас е обратен. Да, обратен е процесот. Сега, тука некаде, нели, пред крајот, да ни кажеш, да ни доловиш каква е состојбата во ЕУ. Слушаме секакви приказки, има некоја кавга со Вашингтон, тотален прекин со Москва, некако смешкање на кај Пекинг, некој така удварање на кинеската страна. Функционира ли тоа? Најлошата гарнитура, она што можем ја да го видам. Политичка гарнитура? Политичка гарнитура најлоша до сега. Ме разговарам и во Литванија со одредени луѓе кои живеат тамо. Намерно се ствара негативен наратив против Русија. Океј, ќе заврши војната и сега, утре како ќе го смениш наративот преку ноќ? Океј, до вчера беа убици крволочни, од утре ќе бидат пријатели. Не можеш. Значи, на крајот се преку политика се решава и се можеше политички да се реши, дури воопшто да нема конфликт таму. Она што сега се стимулира, океј, се види дека колку Европа е зависна од Русија и на штета на граѓаните. Политичарите не трпат, нивните плати се огромни, и они немаат никаков проблем. Се за тоа да го платат, ама го плаќаат граѓаните. Во Словенија не гледам дека инфлација има и дека цените се зголемуваат. Не гледам дека е расположението толку против Русија како што сака да се представи. Мислам дека на луѓето веќе им е смачено од целата ситуација. И гледаат дека па веќе гледаат сега веќе борба на суети, на инат и слично. Наместо да се фокусираат на барање решение, се бара проблемот како настанал, океј, дај да видиме се решение. Граѓаните најмногу трпат. И тоа е она што, без разлика традиционалните медиуми како известуваат, доволен показател име победата на Трамп во Америка, десните партии се враќаат, без разлика колкав е тој напор да се стопира тој бран, ама веќе мислам дека на граѓаните им е преку глава. Сега, напорот е голем да се стопира тоа. Решение мора да се најде. Не можеш да направиш толкав непријател од толкава држава.
Особено ако си зависен со енергенција од таа држава. Апсолутно, не е се само да само енергенција, окей, значи тоа се пазари. Значи они си направи енергенците од една страна, ама извозот што го правеа во држава која има преку 100 милиони жители. За да не го заборавиме и сега наративот се тера многу негативен. Во ред бараме решение и тука ги гледам и јас секогаш велам, окей, како може на Косово да имаат едни стандарди, сега да имаат други стандарди за Украина. И тоа го покажува зошто веќе и довербата во институциите во Европа паѓа, зошто веќе луѓето се вртат кон десно и зошто веќе не веруваат на тие традиционални и медиуми и кажем тие политичи. Кон намерно да се стимулира враќање на ајде ги кажем условно ќе кажем десни вредности кои можеби не им се допаѓаат на нив. Че секогаш треба да се најде некаков баланс. Дали може да претпоставиме дека за во рок од 2 до 4 години Европа ќе биде цела црвена, односно алудирано тоа ќе биде цела десна? Па не би рекол, се менуваат работите. Јас очекував да до крај на април да заврши конфликтот. Прочитав дека е подпишан договорот за минерали помеѓу Америка и Украина, што е добар старт. Очекувам брзо тоа да заврши, бидејќи тотално е безсмислена тој конфликт таму. Ситуацијата е таква каква што е, но тоа Европа и светот требаше да им биде јасно кога еднаш направија преседан, дека веќе тој преседан друго го користи. И сега кога еднаш една држава им одзема еден дел за да направат друга држава, зошто не би можела некоја голема сила тој истото да го направи на некој друг? И зошто сега се бунат? Што значи дека тие преседани кои еднаш направени ме плаши да не станат само правило. Да, па да. Тоа е целиот проблем. И сега не гледаат долгорочно, подценија многу работи и мислат дека веројатно тие политичари тоа што го направија сметаат дека ситуацијата ќе биде цело време иста. Но работите се менуваат драстично. Сега имаме нови сили, ја подценуваат исто Кина, но Кина енормно и многу брзо расте. Тек кога она ќе ја покаже вистинската сила, тогаш мислам дека ќе биде касно за многу држави. Да. Тоа ќе биде можеби многу касно. И сега ова се некако те наведував нели до на последното прашање кое е допред неколку месеци не смееше се постави тоа дали ние воопшто треба да одиме во Европската унија. Во една ваква ситуација, дали можеби треба да почекаме малку, да не се брзаме, потоа Бугари устав чека ќе видиме. Пак се сведува, цело време го зборувам тоа, окей, треба да идеме во ЕУ, да, тоа е нашиот пат, но при тоа треба да се огледаме нашиот интерес. Со суштина, нас не ни треба ЕУ, ние сакаме ЕУ за да ни ги реши внатрешните работи, за да ни се почитува владење на правото, за да се почитуваат законите, нас не ни треба ЕУ. Немаше да ни се случи шталата во Кочани доколку ние го почитуваме правото, нашиот законот. Да. Едноставно. Немаше да се случи еден куп млад деликвент да прегази не само на партизанска, на пешачки, да прегази млада девојка, доколку законот функционираше. Како тоа, кој треба да не ги реши тие работи? Да, нема ние ако тоа да ги решиме тие владење на правото и почитувањето на законот, веруваме Срđan, многу работи драстично ќе се променат. Па ќе видите дека за 5 години Европа ќе сака ние да бидеме дел од тоа. Они ќе не стимулираат, не ние цело време да бараме, они ќе бараат, бидејќи ќе видат сериозен партнер. Сега не гледаат сериозен партнер и јас веќе долги години зборим. Они не сакаат ние да влеземе таму, бидејќи гледаш какви сме. Не им треба. Зошто би внеле негативен елемент во своето тело. Да, црвлосано јаболко. Зошто некој би внесол. Синиша, мислам дека ги потрошивме вака на брзина темите, дека бевме брзи, експедитивни и дека имаше тоа да се слушне. Па, се надевам дека ќе биде интересно за гледачите и слушателите. Јас секогаш кога зборувам,
се трудам да ги поттикнам да размислуваат и да ги гледаат работите не од еден аспект, од повеќе аспекти, и конечно веќе барем еден или двајца луѓе, ако го поттикнеме да почне да го гледа малце повеќе јавниот интерес наместо сопствениот интерес, тоа ќе биде плюс и за државата и за општеството. Јас сум песимиста, како и секогаш, нели не верувам во тоа, но остам другите поинако да размислуваат. Благодарам многу за ова твое гостување. Фала ти на поканата, би се надам пак ќе ме викнеш. Да, обавезно. Ветувам пред сите. Поштувани гледачи, тоа беше уште едно издание на Митови факти. Пријатно.